Pomoć dva, Evropa, benefit da vidimo neko od Evropa. Почитувани мои сограѓани, почитуван господине Сулемани, собственик на компанијата Тиамо и членови на семејството Сулемани, почитуван градоначалник на општина Сарај, почитуван градоначалник на градот Скопје, почитуван директор на ИПАРДот, односно Агенцијата за поддршка на развојот во земјоделството, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитувани деловни луѓе, соработници на компанијата Тиамо, почитувани сограѓани, почитуван амбасадоре, почитувани директори на банките, кои што веројатно сте овде и тоа да го поддржите, почитувани драги пријатели. Ми представува посебно задоволство да присуствувам на овој настан, заедно со сите вас, за да бидеме дел од свеченоста на добро познатиот бренд Тиамо, кој представува еден од најпознатите локални брендови со впечатлива традиција. Со новата фабрика, овој добро познат бренд го проширува производствениот капацитет во индустријата за преработка на месо, користејќи најсовремени системи и методи. Компанијата ја продолжува успешната традиција со инвестирање во современа технологија за преработка на месо со цел да се обезбеди долгорочна стабилност на овој наш македонски сектор. Компанијата Тиамо е уште еден успешен пример како со помош на мерките од ИПАРД програмата може да се модернизира и усоврши производството. Инструментот за пристапна помош за рурален развој ИПАРД 2, програмата 2014-2020 за нашата земја представува пристап до фондовите на Европската Унија, наменети за финансиска помош за одржливо земјоделство и рурален развој. Фокус на програмата е имплементација на законодавството на Европската заедница во однос на заедничката земјоделска политика и политиките за конкурентно одржливо земјоделство, силни и одржливи рурални заедници и разновидна и одржлива рурална животна средина. Оваа компанија е одличен пример за придобивките од оваа програма и за поддршката што Европската Унија ни ја дава на нашиот пат кон европската интеграција. Тиамо направи добар проект и конкурираше за мерката инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи од ИПАРД 2 за набавка на машини за преработка на месо. Добриот проект е награден по принципот на кофинансирање со 28 милиони денари. Особено ме радува што се работи за инвестиција во местната индустрија, бидејќи нашата цел како влада е да ја направиме конкурентна местната индустрија како извозно ориентирана гранка. Како важна алатка во вкупната преработувачка индустрија од секторот земјоделство, владата на Република Северна Македонија преку низата мерки од новата програма за рурален развој и мерките од Европската ИПАРД 2 програма става силен акцент на оваа индустрија како гранка која има потенцијал за раст и може да даде силен поттик на вкупниот раст на нашата економија. Ефикасното искористување на парите од ИПАРД е наш врвен приоритет, затоа што вложувањето на овие средства значи модернизација и зголемување на конкурентноста на македонското земјоделство. Нашите политики, почитувани граѓани, веќе даваат резултати. За само 2 години Република Северна Македонија стана лидер во искористеноста на европските ИПАРД фондови. Само за првиот јавен оглас од ИПАРД 2 објавен во 2017 година се склучени 947 договори, над 860 договори. Веќе ги имаат реализирано инвестициите, а досега сме на самиот почеток и се исплатени повеќе од 3 милиони евра. Огромен интерес кај земјоделците и кај агробизнисмените покажаа и мерките од ИПАРД 2 програмата што се објавија со вториот повик од ИПАРД 2. На овој начин, следејќи ги политиките на Европската Унија, од една страна создаваме услови за инвестиции во земјоделството и финалните производи со повисока додадена вредност, а од друга страна
Со инвестициите во преработувачките капацитети го решаваме и пласманот на земјоделските производи. Не помалку важно е што овие приватни иницијативи се од огромно значење и за локалната заедница, како што кажа и градоначалникот на општина Сарај и градоначалникот на градот Скопје. Особено заради фактот што новата фабрика ќе отвори нови 30 работни места, представува мотивација за нови други инвестиции, покажува дека е можно да се успее во тоа и да охрабри многу млади луѓе да најдат својата екзистенција токму преку храброста да за себе, за своето семејство и за својата околина навистина обезбедат трајни работни места со поголем финансиски бенефит од било каде. Се радувам искрено на успехот на собственикот и на неговото семејство и на целиот менеджерски тим на компанијата. Денеска сме овде сите да споделиме искрено оваа радост за ова едно ново добро кој што и се случува на нашата земја. Секако, тоа е нивна компанија, но и тоа е наша македонска компанија. Сметајте на нашата поддршка, секогаш додека сме тука и ви посакувам да бидете навистина пример што ќе го следат и сите други. Нека е честито, со лезет, берекет и успех работата.